Студеното време и ниските температури кои веќе подолг период се под нулата негативно ќе се одржат врз земјоделското производство. Експертите велат, негативни последици ќе има кај лозовите и овошните насади, но и во градинарството, пред се кај пластеничкото производство. Најпогодени од поларниот студ ќе бидат културите кои веќе подолг период се засадени на постојано место. Сметаме дека ќе имаме значителни штети. Исто така и со расадувањето на некои од културите кои што ги одгледуваме во заштитен простор, значи се преуранија. Земјоделските производители беа навреме обавестени за некои ситуации, за некои неповолности од временските ситуации, меѓутоа малку поодранија од расевањето на стално место, што значително ќе се одрази негативно ќе се одрази. Според првичните проценти, најпогоден од студеното време во струмичкиот регион ќе биде пролетната зелка, од која помеѓу 30 до 40% од планираните околу 1400 хектари веќе е засадена на нивите. Каде што се расади на стално место, се приметува на теренот дека тие растенија не може да функционираат на такви ниски температури. Таму каде што се под контролирани услови и таму каде што не е расадено на стално место, е друга состојбата. Од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Струмица велат дека негативните последици од ниските температури се евидентни, но за конкретни штети од мрзнење на културите засега не може да се говори, бидејќи реалната слика ќе се добие откако временските услови ќе се стабилизираат.